нагласи пред некој ден министерот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Рече одважно: УДБА не постои. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: Хој ти, ле. Ова ој ти, ле, беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не искача од едно место на министерот да крикне: Сите сме УДБА! УДБА е нашата судба! Тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што УДБА е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомењам. Не се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равинката тогаш е многу едноставна. Предавници плюс кодоши еднакво удбаши, цирка пола население му доаѓа тоа. Па како тогаш министре нема УДБА во Македонија кога пола населението е УДБА бе? Да не зборам од дуи што се суди и муди што порано биле на листата на УДБА бе. Ги знаете сите, се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитејќи државата. Дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде, искодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, при тоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. Ако може ова ви звучи нешто познато, нели? Значи го сменија името во име на државата и службите при тоа се убедени дека го прават тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народов кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедуваа во интерес на државата, а цехот го плаќате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги плаќа новите пасоши? Јок. Дали губите здравје и пари? Да. Па по што се разликува онаа УДБА од оваа наша црна судба? По ништо. По ништо. Лоп, машки стап, лоп, машки стап. А плюс, службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, палчовци, плачковци, што убиваат деца и кога уште не, кој знае каде ќе заврши таа приказна. Од старите сме слушнале дека некој удбаш го отерал некој чесен човек на Голиоток, само за да му ја напучи жената. Го пратил на Голиоток за да му ја напучи жената. Да го збарди се додека тој чука камен на Голиоток. Од снимките на Зајко, звани Жуто Комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакал ги сотреле, море. Намади на голи мазни бричени ги клаеле, ги напучиле. Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овдека се вика СС, овдека се вика Free Sex. Исто бе, проблемот е што УДБА живее во секој македонец како варијанта за успех. Така УДБА ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има по еден удбаш,
pardon moi, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодош со досие. А ако нема кодош, има некој Александар Антич од диаспората, од Швицарска. Сума сумарум, не постои политичар кој не прошол низ рацете на службите, дел нашите, дел од овие од калето, ама удба си е удба, бе, таа е вечна, неуништива, никој не може да ја напучи удба. Удба ги пучит жените на овие што ги праќат на голи, ама удба никој не може да ја напучи. Таа само го напучуит народот кај стигнет. Затоа, министре, сите сме удба, сите сте удба. И знаеш, вистината во што се состои, дека удба се уште постои. Да живе удба! Удба е наша судба. Лап лап лап, машки стап, доба 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 доба, рап тап 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 тап, машки стап. Кажала дека кога првата вакцина што ја примате е AstraZeneca, а втората BioNTech Pfizer, нивото на антитела се зголемувало многу повеќе од очекуваното. Може, значи, комотно после на инфективно без маска да се шеташ и со тоа болните 3 пати православно да се љубиш. А ако се муслимани, можеш и рака да им басиш, и тоа не прскана со средство за дезинфекција. Интересно, пред некој ден имаше во медиумите дека некој наш прво го вакцинирале со AstraZeneca, ама после му бапнале Спутник. Од ова изгледа не се прават антитела, зашто Неџат Јовановиќ го нема одобрено овој шприцер од вакцина. Може само Астра со Pfizer да се меша и Джонсон и Джонсон тоа шампончето и толку. Нек си се мешаат тамо руси и кинези, смета Неџат. Спутник и Синофарм може, ама со таа после можеш до душа да мезиш и пржен лилјак со водка, имаш антитела ко антихрист одлично. И Синовакот не се меша. Они така е лајт, лесна комбинација за сиромашни, да не се буна дека ги акнале со дестилирана водичка, па и ке ги акнеме со Синофак. Заев објави дека можело да се оди во Грција и со тест за антитела, ама грциве таков шприцер не признаваат. Само узо име такса, односно само сертификат и прц тест за 2600 денари. Може ќе попуштат ако се пријавиш дека Македонија е Грчка и дека е соседна земја кој што си пишува уредно на таблите кај нив. Или ако кажеш дека си пријателска земја со државјанство 3 цртки или популарно кажано РСМ. Тоа РСМ мене ми звучи искрено како ракометен сојуз на Македонија, ама екипава што е на власт го форсира деме ке се одомаќинело, како порано СФРЈ што се одомаќинило, нели? И никој повеќе немал да не вика Југославија, Македонија, разбирате што мислам. Мислам дека дефинитивно на граница ке не пуштат ако ко луѓе си се кажеме дека сме од Скопје, дека сме педери, циганос или малака. Се извинувам за ова циганос од напред, им се извинувам на браќата Роми, ама сценаристов на емисијава рече дека морало така, да речам, затоа што така не му викале кога купувал некаде гиро во Грција. Само го цитирав. Така веројатно ќе се смилуваат да не пуштат и со прележана корона. 100% антитела без вакцина и тест. Или можеме да им ги пратиме парите по Western Union, а ние ќе дојдеме некоја друга година, до година, следната година, после 3 години. Златен Охрид, шубаво е тамо. Ги нема овие проблеми. Има само охриѓани. Само. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.